Amazing grace, how sweet the sound that saved someone like me. Борис Трајковски, македонски председател, кој во модерната европска политика зазеде високо место како визионер и државник со евроатлантска стратегија, 3 години веќе не е меѓу нас. На 26 февруари 2004 година, светот и Македонија беа вџашени од веста за авионската несреќа во која загинаа Трајковски и неговите 8 соработници, што се случи во близината на Столац, Босна и Херцеговина. Во официјалниот извештај што го издаде Комисијата за испитување на несреќата при владата на Босна и Херцеговина, беше заклучено дека причината била процедурална грешка на пилотите. Одговорни не може да се најдат, меѓутоа да ги го тепаа луѓето, ги го тепаа. Тоа сме сигурни. Па кој го тепа се знае, меѓутоа чешке да биде да остане тоа да е свор мислам. И тоа страшна работа е да не има смешан некој од кај нас тука. Тоа ми е најжал ако такво нешто има. Нашето обвинителство никого не обвини, бидејќи истрагата покажала дека нема елементи за отворање кривична постапка. По неколкудневно очекување, посмртните останки на загинатите пристигнаа во Скопје. Последен поздрав на председателот Трајковски му дадоа неговите сограѓани од целата земја и околу 60 странски делегации. Погребот беше одржан на 5 март 2004 година. O God, you are the Alpha and the Omega, the beginning and the end. You breathed into us the breath of life. Now in the time of death, we return Boris Tрајковски to you, trusting in your steadfast love. This body we commit to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Blessed are the dead who die in the Lord. They will rest from their labors, for their deeds follow them. O Bože, Ти си Алфа и Омега, почетокот и завршетокот. Ти ни го даде здивот на животот. Сега во времето на смртта, ти го враќаме Борис Трајковски, верувајќи во твојата цврста љубов. Ова тело го предаваме на земјата, земја во земја, пепел во пепел, прав во прав. Благословени се мртвите кои умираат во Господа, тие ќе се одморат од нивната работа, бидејќи нив ги следат нивните добри дела. Gracious God, draw those who remain in life closer to one another
Make us faithful to serve one another and show us the path of peace and life and love through Jesus Christ our Lord. Милостив Боже, зближи на нас, кои остануваме во овој живот, помогни ни верно да се служиме едни на други и покажи ни го патот на мирот, на животот и на љубовта преку Исус Христос, нашиот Господ. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen. И благодатта на семоќниот Бог, на Отецот, Синот и Светиот Дух, нека биде меѓу вас и нека остане со вас за секогаш. Амин. Се простивме од Трајковски, но сепак и по 3 години и покрај официјалното соопштение за причините за загинувањето, останува отворено прашањето зошто го загубивме председателот на таков начин. Најавено е обновување на истрагата. Се деси што се деси несреќа, кој е виновник, тока треба на пошироко да соди, да се испита случај. Борис Трајковски сигурно беше голем човек и председател за кој што сите жалевме дека во Македонија. Беше омилен меѓу луѓето, меѓу народот, затоа што беше и од народот, близок беше, знаеше да биде меѓу луѓето. Да, сосема во ред беше. Сакаше да направи нешто за државата. Паметен човек. Ама тие паметните кај нас не остануваат многу. Бија добар човек, добра душа. Бога ми. Беше навистина еден ретко скромен човек. Малку може би испред времето, може би сите не го разбираат, меѓутоа од денешен аспект мислам дека многу повеќе сите го разбираат. Може би и оние тогаш што беа за него и оние што може би не беа толку за него. Субјективно ќе ви кажам, бев воодушевена од неговиот став према земјоделците. Да биде и овој други како барам нешто малце да личи како него, ќе биде уште подобро за граѓаните, мислам. Случајно така бев у ситуација лично да се запознам со него, кога беше на 13 или кога на кај споменикот кога се положува цвеќе, пред да се избере, пред да биде председател, мислам одушевена бев навистина од неговиот пристап кон луѓе, кон така го осетив како навистина близок човек, како свој, како семеен човек. Што да ви кажам, као него човек не раѓа, тешко е. Воденешницава тешко е била. Дај Боже да ни дојде уште некој друг ист како тој, па да си поминеме и да живееме заедно убаво. Зашто да не? Господи, Господи наш, колку е чудесно името Твое по целата земја. Кога ќе ги погледам небесата, дела на прстите Твои, па месечината и звездите што си ги поставил Ти. Што е тоа човек, да се сеќаваш на него, или синот човечки, па го посетуваш?